Дали судот ја прифати стварната и местната надлежност за расправа за предметот? Прифана дека на крај ќе одлучи за стварна и местна надлежност уште на прошлото рочиште. Така да што има прифана на судијата не знаеме ние. Добро, сега главната расправа е закажана за 10 октомври. За 10, да. Може ли да Со одлука за главната работа ќе одлучи за надлежноста, за приговорот на надлежност. Може ли да почне судењето без утврдена надлежност? Дали е надлежен судот или не? Очигледно гледате дека може. Очекувате ли да се појават Али Ахмети лично во судницата заедно со Муса Џафери? Па не се обавезни, ја очекувам. Но очекуваме дека ќе влечат постапката, бидејќи не е нивната цел оваа постапка. За жал, тоа го овозможува нашиот правосуден систем и судиите кои што работат во него. Доколку тужените навистина сака ова да биде кратка, брза и ефикасна постапка, навреме ќе ги донесува сите докази, ќе ги поднесува сите докази, преведени, целата изјава ќе има, доколку имаат изјава воопшто, и ова ќе беше се скратено и денеска ќе бевме завршени. Меѓутоа, јас сметам дека и интересот вас е погрешно насечен, а они успешно манипулираат со интересот на јавноста, бидејќи интересот е тука да застарат кривичните дела кои се водат во правосудните органи пред обвинителството и пред судството, токму за овој скандал кој очигледно никој од Македонија како да не го интересира. Америка, Соединетите американски држави ги интересираше и веќе наплатија оштета 95 милиона долари од Deutsche Telekom и Mađar Telekom. Извинете ми за имињата ако не ми се точни, а сета штета трпеше Македонија поради монополското работење на нашиот оператор 3 години, и тоа е со стотици милиони долари кои патем собственик е странски газда и се излеа сите пари од нашата држава во странство, значи стотици милиони долари, за тоа некој треба да сноси одговорност или да биде ослободен од одговорност, а доколку сноси одговорност и независност, ако застарат кривичните дела, ние како држава треба од таа компанија да си ја бараме штетата. Значи, ако е поради кривично дело сторено, да дошол операторот до одредена повластица, до одреден профит, ние како држава треба да го докажеме тоа со сите сили. Не се работи за 100.000 евра, за стотици, можда и милиарда, не знам. Не ги знам билансите на успех на Телекомот тогашен наш. Значи се работи за тие пари мои, ваши, на сите граѓани, на сите даночни обврзници. Значи за тоа се работи. Не за заинтересираноста на минатата власт, за оваа власт многу кратко е, не знам што да кажам. Меѓутоа, ако сакаме да профункционира и тие пари да си ги вратиме, треба правосудството подхитно да проработи, односно да се повикаат на одговорност судиите и обвинителите кои од 2008 го водат предметот. Значи имаме предмет еден кој се води од 2008, еден од 2015 година и на никој влакно не му фали, та рекол приве не чини судството, та рекол вој не чини судството, сите викаат не чини судството, а судиите си тераат, мува не ги лази. И што е најстрашната работа, и вас како медиуми ве насочуваат, успешно ве спинуваат и ве насочуваат за што да се интересирате. Значи, за обична клевета, кај што нема ниту вештачење за психичко, физичка болка или нешто, кај што не може ни штета да има, реално кај што не може да нема по наша проценка, бил Слободан Богоевски или не бил Слободан Богоевски тужен. Па луѓе, ве оплячка. Значи, стотици милиони долари. За тоа што немаме судство, немаме обвинителство и за тоа што оваа власт малку кочи со реформите во судството, за тоа што тие кривични дела кои се водат, да знаете, се со рок за застареност. И Господ не може да помогне ако помине тој рок за застареност. Ја не знам за кои кривични дела се водат постапките, нешто е за организиран криминал, за мито. Значи митото од 2003-2004 која година е стореното дело како подкуп, зборувам, веќе е застарено, зависи кој став и што е став, за кои кривични дела, колку е запретената казна, толку се и роковите, односно се дуплираат роковите за релативна и за апсолутна застареност. Ја не знам кога е поведена постапката, за кој дела е поведена точно постапката и тие застаруваат, а кога ќе отпадне кривичната одговорност, многу потешка е да се навлезе во граѓанска одговорност за штета. Значи ние ги имаме сега, ако не се застарени, во раци сите инструменти како држава, освен прави луѓе на прави места во обвинителството и во судството. Значи воја е апел до сите медиуми,
апелирајте до оваа власт, до онаа власт, до опозиција, на сите граѓани, нас ни е од интерес да си ги зедеме тие стотици милиони долари, да си ги вратиме нас. Па ако Америка има штета 95 милиона долари, само затоа што и било нарушено принципот на конкуренција, односно имало само монопол. Ние што сме плаќале поскапи услуги, колку пари се тоа што сме имале штета? И кој има право на таа штета? Освен ние како држава, односно ние како граѓаните. И затоа оваа постапка е само димна завеса на која сите се фаќаме како утмани, односно како риби на јадица и трчаме по тоа дали Слободан Богоевски рекол нешто или не рекол, а изјавата не ја доставуваат. И тоа ќе биде и на идното рочиште, веројатно нема да дојде некој од тужителите, предпоставувам сега, па тоа ќе се провлече за по 2-3 месеца, се така додека не застаре оноа што навистина треба да се води во постапката. Само што повеќе сме Повелете. Кои беа конкретно доказите што ги одбија денеска? За тоа колешката ќе ви каже. Значи денес заставивме доказ од судот во Соединетите Американски држави кој што ја прифаќа како доказ во тамошната постапка изјавата дадена од Слободан Богоевски во месец декември 2014 година, изјавата која што е дадена од Слободан Богоевски во неколку наврати, станува збор за неколку изјави во месец јануари 2015 година. Таквата изјава заедно со сите други докази е изведена како доказ во постапката во Соединетите Американски држави и од тамошниот судски систем е прифатена, меѓутоа не е прифатена само од судот, туку е прифатена и од тужените. Истите без никакви приговори ја прифаќаат таквата изјава во постапката, доставиле предлог до судот да биде донесена конечна пресуда и конечна пресуда донесена токму врз основа на таквата изјава. Значи сите наводи кои што се содржани во изјавата од страна на таму тужените се прифатени како вистините и дека на вистина тоа било сторено од нивна страна. Оваа изјава, тоест дописот од Соединетите Американски држави беше лифиран во медиумите во октомври. Зошто сега го доставивте како? Значи сега го доставивме како доказ од причина што достига само приговаравме во однос на стварната и местната надлежност на судот. Кога истакнуваме приговор само во однос на стварната и местната надлежност на судот, не смееме да се впуштиме во однос на наводите содржани во изјавата, бидејќи на тој начин произлегува дека ја прифаќаме стварната и местната надлежност на овој суд. Откако судот се произнесе дека во однос на таквиот приговор за стварна и местна надлежност ги одлучи со одлуката за главна работа, на денешното прво и следно подготвително рочиште како што и законот дозволува, доставивме докази кои што предложивме судот да ги изведе на главна расправа.